Преку едукативни презентации ќе се зајакнува свеста на младите за намалување на сообраќајната деликвенција и сообраќајните прекршоци, како и ќе се зголемува степенот на знаење на сообраќајните правила. Преку Националната стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата деновиве спроведе неколку презентации со учениците од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо со цел едуцирање на младите за сообраќајните правила и процеси. Презентациите ја разбудија сообраќајната свест кај младите кои со најголемо внимание ги следеа сообраќајните видеоспотови кои ги прикажуваа можните последици од невнимание во сообраќајот. Во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо одржавме 2 дена по 2 презентации. Беа опфатени, целни групи ни беа учениците од 2 и 3 година. Активностите беа во склоп на програмата од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која што ја спроведуваме ние од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која што имаше главна цел, да ја подигне сообраќајната култура на младите на едно повисоко ниво и да може повеќе да ги едуцира во врска со сообраќајните правила и прописи. Во презентациите, ги запознавме со основите на сообраќајната безбедност и сообраќајната култура, исто така и со сообраќајната етика. Зашто најмногу се интересира или прашуваа учениците? Најмногу беа заинтересирани за едукативните видеоспотови кои што им ги прикажавме. На нив се покажа најголема заинтересираност, ги гледаа со посебно внимание и мислам дека им оставија впечаток, затоа кога ќе се вклучат во сообраќајот, да се свесни за она што може да се случи и како би можеле тие да влијаат, за да не дојде до некои несакани последици. Со пополнување на анкетни листови со прашања од областа на сообраќајот, колку младите ги познаваат сообраќајните правила и процеси и кои се нивните мислења, ќе се решава за измените во Законот за безбедност во сообраќајот. После завршувањето на презентациите, учениците пополнува анкетни прашалници во кои што одговара реално за нивните размислувања во врска со сообраќајот, со нивните познавања од областа на сообраќајот, кои што потоа ќе бидат обработени од страна на општинските совети, бидејќи општинските совети во сите градови каде што постојат ги интервјуираат учениците во сите средни училишта во Македонија и тие податоци ќе бидат искористени понатака за представување на резултатите пред собранието, кое што ќе треба да одлучи во врска со измените од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Покрај овие активности, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот во патиштата наредната недела ќе го организира надпревар од детски семафор со учениците од основните училишта во Македонска Каменица и Делчево.